двајцата мои родители се лица со попреченост, односно лица со потполно оштетен вид, кои го загубиле својот вид силом прилике. Кога гледате некоја група, не знам, лица со попреченост, конкретно со оштетен вид, дека сите се исти. Не се сите исти. Сите имаат тотално различни потреби, тотално различни сваќања, како меѓу нас здравата популација, што имаме различни сваќања или разбирања за себе општеството, така имаше и помеѓу лицата со оштетен вид. Работевме многу. Првиот момент направивме еден проект огромен кој е 400 аудио книги за сите. Секогаш милувам да кажам дека кога станува збор за аудио книги, сите, бар перцепцијата на македонската јавност е дека тоа се книги за слепи. Не, тоа не се книги за слепи, тоа се книги за сите. Прв пат во Македонија, на вистина прв пат во 21 век, во 2018 година се воведе услуга лична асистенција за лица со телесна, потешка и најтешка телесна попреченост и лица со оштетен, потполно оштетен вид. Мислам, се донесе закон за социјална заштита кој на вистина 2019 година мај месец кога се донесе направи една коренита промена во општеството, една тотална револуција, значи револуција за лицата кои ги користат тие социјални услуги и бенефиции во државата, меѓутоа и револуција за самиот систем, центри за социјална работа и така натаму. Она што е најголем бенефит од таа придобивка, имавме многу лица кои живеат тотално сами, кои немаат оформено семејство по било која основа во животот или останале сами, нели, без семејство и кои беа буквално затворени дома и сега наеднаш имате лица кои се ведри, кои се насмеани, кои излегуваат, кои ги остваруваат сите свои права и услуги, бенефиции, кои по не знам колку години во животот прв пат можат сами да прошетат со својот личен асистент, да отидат на кафе, да отидат во сладкарница, не знам, да прошетаат во паркот. Значи веќе немаме лица кои се кријат некаде таму далеку, кои се во институциите, кои се во мали рурални средини. Веќе никој не се срами од нив, тие се видливи во околината. Нас како навладина организација секогаш најголем партнер ни била УСАИД и останатите организации кои работеле на полето на заштита на човекови права, конкретно и на правата на лицата со попреченост. Последните години се овозможи преку Државната изборна комисија гласање за лица со сетилна попреченост да биде директно, непосредно или од лице кое тие ќе го изберат во нивна придужба согласно правилници и упатства на Државната изборна комисија и се воведе еден шаблон за гласање на слепите лица каде што можат и самостојно да го заокружат бројчето на кое што сакаат. Потоа низ годините се вида дека тој шаблон не е добар само за слепите лица, туку е добар и за повозрастна популација која има здрав вид, меѓутоа има оштетен вид на некој начин, значи поголем диоптер на очила, поголемо оштетување на видот и така натаму. Значи, тој шаблон можеме да го користиме и јас и вас како потполно здрави лица во однос на видот, нели? Она што јас би сакала е да се разбудам во општество кое нема кога поминувате со лица со попреченост да ве гледа, нели, како да сте паднати од Марс, туку ќе ви подаде рака, ни треба тој правец за да се насочиме во правилна насока и да гледаме од аспект на попреченоста. Секогаш кажам, попреченоста е само прашање на перцепција. Како ќе гледате? Нешто што за вас е попреченост, за некој друг не е. Меѓутоа, кога сите би гледале со очите на попреченоста, мислам дека овој свет би бил многу подобро место за живење. И тогаш на сите придобивки на модерниот и цивилизацијски свет нема да гледаме како на придобивки за лица со попреченост, туку ќе гледаме како на придобивки за целото општество, како еден успех на целото општество. Иднината секогаш е во ногиње на одржливи решенија, кои ќе бидат не само за лицата со попреченост, кои ќе бидат за сите нас. Така да секогаш треба да гледаме со нивните очи, ама да правиме нешто како за нас. Односно да правиме нешто како да ние утре бидеме во тие чевли.